Валандово, како град и населените места Чалакле, Дедели и Раброво, беа засегнати од квалитетот и безбедноста на водата за пиење во изминатиот период. Како што вчера најавив, бидејќи ги имав резултатите од контролните анализи на водата, од вонредните анализи на водата, еве го записникот со кој што Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за користење на водата за пиење во градот Валандово и населените места Дедели, Чалакле и Раброво. Бевме сведоци на една ситуација во која што многумина наседнаа на одредени приказни, водени паралелно со ситуацијата во Гостивар. Еве, слободно можам да кажам, бидејќи и моето искуство како директор на таа институција, на јавното комунално предпријатие во периодот пред 15 и повеќе години, дека квалитетот и безбедноста на водата во Валандово, од она што го гледам во анализите, не е променет од тогаш до денес. Овој бунарски систем, кој што го користи Валандово, постои од 1989 година. Еве за волја на вистината, за сите оние кои што не обвинуваа дека нешто се случува зад грбот на граѓаните, ќе излеземе со факти кои што се непобитни и факти кои што мора да ги знаат граѓаните на општина Валандово. Од назначувањето на ВД директорот во јавното комунално предпријатие, од промената на власта во ноември месец до сега, извршени се редовни периодични анализи, односно познати како широки анализи на водата за пиење, кои што како јавно комунално предпријатие имат обврска да ги прават 2 пати во годината. За да нема забуна кај јавноста, редовните испитувања и примероци кои што се испитуваат еднаш или 2 пати во неделата во зависност од ситуацијата, немаат врска со овие периодични анализи кои што се задолжителни за јавното комунално предпријатие 2 пати годишно. Значи, на 26.1.2026 година е направена првата анализа во овој период од кога сум јас градоначалник на општина Валандово. На 2.7.2026 е направена втората анализа. Значи, запазено е во период од 6 месеци да бидат вршени анализите на водата за пиење. Исто така, направена е и анализа дополнителна, која што вчера ја објавив, вонредна анализа, за да можеме да точно да ја знаеме состојбата, со концентрацијата на арсен во водата за пиење во Валандово, која што покажа вредности како и од сите други претходни тестирања. Не можам да дадам целосни одговори, но сметам дека периодот кога се започнува со поголемо пумпање на водата од бушотините, веројатно тоаш одредени таложени во трагови се тоа, значи се неколку капки во еден базен за пливање од прилика, еден професор така го објаснил, и ја повикувам јавноста да ги следи насоките и укажувањата од експертите, од стручната јавност. Да не се доведува во ситуација да верува во коментари на луѓе кои што, можеби грубо ќе звучам, го немаат ни дооформено своето образование. Значи, дилемата е расчистена, Валандово има безбедна вода за пиење, ние како општина Валандово и како јавно комунално предпријатие во текот на наредниот период ќе направиме уште воредни анализи. Граѓаните мора да знаат каква вода консумираат и ние како општина и јавно комунално предпријатие имаме обврска да алармираме доколку
се случуваат било какви хемиски и физички промени во квалитетот на водата за пиење.